Колеги, само ќе потенцирам дека едногласен договор ни е дека во делот на јавноста ќе биде присутна, но камерите оставаме уште минута до две да го завршат својот прилог во смисла на снимање, а потоа камерите ќе морат да ја напуштат седницата. Јавноста останува да биде присутна. Може да ми кажете зошто ова слободење така повеќе 10 години за сменја многу се остави на Судскиот совет? Значи, јавноста ќе биде присутна, господја Елена, а камерите мислам дека доволно е за да снимат мал дел, воведен дел, а потоа нема потреба. Вие сте тука, јавноста е тука. Условите ни се такви и сметаме дека тоа е најцелисходно. Не е тоа нетранспарентност, но е потребно за условите за работа. Вие сте тука, присутните јавност по смисла и новинари и нели лица кои што седат работата на Советот. Ова е чекотно затварање на Советот. Поинаква постапка. Добро. Не е во тој контекст, значи мислам дека се разбираме, Елена, да имаме услови за работа, а вие сте тука. Да, повелете. Извинете. Ова е веќе, јас сум изненадена од ваквата ваша одлука, особено што Судскиот совет е колективно тело и сметам за ова не е дискреционо право да одлучувате вие дали ќе има камери или не, и сметам дека ова треба да го одлучуваме заеднички. Доколку мнозинството смета, во ред, тогаш прифаќам. Прифаќам во смисла дека не можам да спорам одлуката на мнозинството, но ова е предмет за дискусија и на вистина треба да го разгледуваме. Не може вие како председател да исклучите јавноста или камерите или било што, и не само јавноста, за било што да одлучувате самостојно. Ви благодарам. Значи, почитувана колешке, само ќе кажам дека не исклучуваме јавноста, немојте да доведуваме во заблуда со некои такви атрибути, јавноста е тука, присутна, но камерите не се јавност сега, значи камерите се придружен дел на настанот, еве ќе снимаат тој дел, не бегаме од тоа, но за условите за работа, имајќи ги во предвид околностите во кои што работиме, како услови, сметам дека доволно е да снимаат воведен дел, а потоа нели. Но тоа е мој предлог, ајде да слушаме колеги како е ваше видување. Дали има некој да се јави за збор? Нема друго размислување. Повели? Ви благодарам. Видете, поаѓајќи од сето она што се случи во Судскиот совет, јавноста, па и камерите, и те како треба да ги следат седниците. Доколку кај нив се уште постои заинтересираност. Јас се плашам дека во наредниот период и заинтересираноста кај медиумите ќе спласне, бидејќи може би се разочарани од некои наши постапки, постапките на Судскиот совет. Така да јас категорично сум против. Се дури има интерес, треба и да снимаат и да следат, но сепак тоа останува на вас. Јас категорично се спротивставувам на ова, камерите заради немање услови да бидат исклучени, особено што секогаш било исто местото на Судскиот совет, секогаш Судскиот совет одржувал седница во ова зграда. И благодарам. Морам да кажам само за јавноста, секако пред камерите и за сите нас колеги. Ова не е нешто ново од мене произлезено. Ова е од дискусија на колегиум, каде што заземавме таков став. Ова го зборувам во име на, дајде да речеме едногласно, или мнозинство на Советот. Значи, колеги, ако сметате дека треба да останат камерите, еве произнесете се. Еве повикувам колеги да го решиме ова, да одиме напред. Значи, дали сметаме дека треба и ако цени дека треба, не ми пречат на мене, напротив, немам никој проблем со тоа, ако мислите дека условите се такви кај што дозволуваат да работиме пред камерите во дадена ситуација. Јавноста е присутна, новинарите се тука, не бегаме од тоа, но повторно ќе кажам, ова е дискутирано на колегиум и јас го пренесувам само гласот на колегите од колегиум. Тоа е заеднички став. Поверете колеги, како мислите, произнесете се. Ако нема дискусија, немам ништо против камерите да останат, но повторно ќе речам, значи треба концентрација, треба да се посветиме на работа, а од друга страна не знам колку дозволуваат условите вака со повеќе камери да работиме. Немам ништо против од тој дел. Повели колега. Благодарам, председателе. Јас се согласувам со вашиот став.
причини кои што вие ги наведовте, воопшто не доведува до нарушување на транспарентноста, односно исклучување на јавноста. Ние сме имали прилика и порано, кога била голема заинтересираноста на медиумите, тогаш имало случај кога е ставена само една камера, да пренесе и да можат колегите новинари да се преземат, да се организират во однос на известувањето. Така да стојам целосно на вашиот став со цел за поефикасно и по-ефективно вршење на работите во судски совет. Ние имаме долга седница на лице, имаме доста точки, така да мислам дека вашиот предлог и предлогот ќе да дискутирам на страна на нас како член на судски совет држи и мислам дека треба да стоиме на тоа. Повторно ќе потенцирам колега, значи ова е заклучок од еве пак речам, не знам дали беа сите присутни, затоа не може да речеме едногласен. Инаку од присутните беше тоа став на сите колеги. Значи тоа е став и предлог на сите колеги, но сите, не знам само дали бевме сите целосно присутни. Ако цените дека може вака, немам проблем јас, условите се тие, но ќе работиме.